Република Северна Македонија веќе 2 години го живее своето стопирање на европската интеграција. Овој обид да се сопре европската интеграција на Република Северна Македонија и да се одвои од пакетот кој треба да влезе до 29-та година во Европската унија, Црна Гора и Албанија. Сметам дека воопшто не е случаен, посебно ако се има во обид дека сегашната власт, тогашната опозиција ВМРО-ДПМН уште во опозиција имаше силна логистичка поддршка од 2 авторитарни лидери, тогаш Орбан кој уште беше на власт во Унгарија и Александар Вучич во Србија, кој веројатно нема да биде уште долго во Србија на власт, но уште е тука и уште еден структивен регионален играч. Посебен контекст е на сето ова дека ВМРО-ДПМН од опозиција се обиде да го спречи влегувањето на Северна Македонија во НАТО, така што беше јасно против Преспанскиот договор. И тој договор, како и францускиот предлог сега, со кој го попречува патот кон Европската унија, беше обвикан во една пропаганда дека се загрозува идентитетот на етничките македонци. Таа реторика, ако се подсетите, во тој дел со НАТО беше Северџани, Преспанскиот договор задира во идентитетот, промената на името задира во идентитетот, но гледаме дека во тој дел сега е напуштена таа реторика и нормално ги користат бенефитите од членството во НАТО. Дури има моменти каде што знаат и да го пофалат Преспанскиот договор како добар пример, иако направија све за тој да не успее. Големото влијание на Орбан и на Вучич, кои беа прогласени од сите светски интелектуалци во сите релевантни извештаи на Европската унија и на Стейт Департментот, дека Орбан беше прокси играч на Путин во самата Европска унија, а Вучич е прокси играч на Русија и на Путин во Западниот Балкан. Воведот ќе го завршам со таа реченица која што ја кажа премиерот: спремете се за маратон кон Европската унија. Она што недостасува како дополнување на таа реченица е дека во овие 2 години Македонија истрча еден сериозен шпринт во интеграција во српскиот свет. Српскиот свет и неговото влијание се препознаени во релевантните извештаи на Европската унија, не само кон Северна Македонија и во нашиот извештај за Македонија, туку и кон Босна, Црна Гора, Косово, со цел да и тие држави го успорат својот пат кон Европската унија и со јасно назначена реченица дека српскиот свет шири малигно проруско влијание. Таа политика е препознаена и во последниот закон на Стейт Департментот кој го усвои за Западниот Балкан, каде што јасно се укажува на недостатокот на демократскиот капацитет на режимот во Србија, а покрај тоа, освен се зборува и за отсуството од владењето на правото, нешто што е карактеристика на авторитарни лидери и авторитарни режими, и секако и таму повторено дека Србија шири малигно влијание во Западен Балкан во корист на Русија. Кажав дека дури по прашањето на Сребреница се гледа негативното влијание на српскиот свет, но има уште еден индикатор кој го пропуштивме за коментара, тоа е отсуството на реакција на македонските државници во делот на изјавата на Снежана Пауновиќ, министерка за државна управа и локална самоуправа во Србија, која рече да кога би имала можност етнички би го очистила Косово. И сега ние како соседна држава од нашата влада официјална реакција на една таква изјава, а Македонија беше земјата каде што во обидот кога се случуваше обидот за етничко чистење, тие луѓе беа префрлени тука. И таа изјава доаѓа многу кратко после
одбележувањето на геноцидот во Сребреница. Она што би сакал да дадам еден агол е дека имаше овдека во дел од медиумите после последниот инцидент во собранието да се стави банирање на коментари на темата околу српскиот свет, со тоа што сакаше да се стави една етикета на сите нас дека тоа е шовинизам и е удар врз српскиот народ. Ксенофобија и шовинизам. Спремајки се за ова, но и оваа тема која работам долго време, дури имаше дел од медиумите, објавуваат текстови на таа тема, дојдов и до резолуциите кои се усвоени во Европскиот парламент, но и политиките дека српскиот свет е еден политички концепт и кој во овој момент парадоксално најголемата штета, освен на државите во регионот, најголемата штета буквално прави врз демократската јавност и српскиот народ во Србија. И од тој агол сакам да потенцирам и затоа и дојдов до оваа идеја да го разговараме ова, за да го потенцирам тој факт, затоа што го видов како еден обид да се воведе еден вид на цензура на дебатава, која од ден по ден станува посуштинска во нашето општество, од сите агли, и блиска историја, и стара историја, и актуелна политичка историја. Најжално од се е и обидот да со последниот инцидент во собранието, кој можеше да прерасне во одредени моменти кои ќе направат еден и етнички инцидент. Во вредносна смисла, она што мислам дека е дел од дебатата, дали Европска Унија, Македонија заглавена, Северна Македонија заглавена помеѓу Европската Унија и Српскиот свет, е во суштина дали е Северна Македонија спремна за демократски вредности и транспарентни институции наспроти авторитарен режим и корумпирани и затворени институции, дали е спремна за еден стабилен економски раст наспроти јасното богатење на олигархијата, која дел од олигархијата јасно го помага кочењето на Северна Македонија кон Европската Унија. Дали ние ќе се залагаме за отворени општества или за тоталитарни општества, и дали ќе ја потенцираме потребата од граѓанска одговорност наспроти општества во кои примитивниот национализам ќе буди емоции и ниски страсти кај населението, и можеби најважно све општества каде што има јасно владење на право наспроти приватна држава. Ние видовме во однесувањето, па ако сакате и на премиерот во последните 2 години, каде што многу често велеше ќе ги влечеме за уши, па ќе му се јавиме на обвинителот, па еве сега го повикувам обвинителството да го провери тој случај. Во суштина дебатата е таа, дали сакаме организирана демократска држава со владење на право и економски напредок, интегрирано во Европската Унија, или во она што се подразбира српски свет, каде што рековме дека авторитарните режими со стабилократијата не може да понудат економски развој и просперитет за граѓаните, но од друга страна наметнуваат сериозни проблеми.